Топ-тема добро вечер во првото издание од новата сезона. Најтешка зима е пред нас од енергетски аспект, според сите оценки, а освен метеоролошки, зад нас е веќе и жешко политичко лето и очигледно турбулентна политичка есен. Во следните емисии фаќаме чекор со најактуелните политички и економски теми. Референдум за договорот за добрососедство со Бугарија, да или не, кој што добива, а што губи, е тематското прашање за вечерва. Но наместо предвиденото соочување на представници на власта и опозицијата, поради непредвидени обврски на гостинот од опозицијската ВМРО ДПМН, вечерва со мене на оваа тема вице-премиерот за евроинтеграции Бојан Маричич. Многу дилеми има околу најавениот референдум и можните последици од него, не само за евроинтеграцијскиот процес, туку и околу идните политички процеси во државата. Но за сето тоа, по кратка пауза за реклами. Бидете на Телма со првото издание на Топ тема во новата сезона. Името на државата Република Северна Македонија може да биде причината иницијативата за референдумот на ВМРО ДПМН за поништување на договор за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија да не го помине филтерот за уредност во собранието и да биде одбиена. Според факсимилот до кој дојде Телма од иницијативата, се гледа дека таа е адресирана до председателот на собранието, но без именување на државата. Од ВМРО ДПМН за Телма вела дека не го пишал името на државата на чие собрание председател е Тала Джафери, бидејќи така стои во Законот за референдум во член 67 став 1. Овој член од законот, објаснуваат од опозицијската партија, предвидува иницијативата да биде доставена до председателот на собранието и оти во него не се споменува името на државата. Член 67 став 1. Предлогот за покренување на граѓанска иницијатива на државно ниво се доставува до председателот на собранието. Но откако викендов од страна на владачките партии неофицијално се лиферуваше дека иницијативата нема да добие зелено светло Законодавно-правната комисија и Комисијата за политички систем и ќе му биде вратена на председателот на собранието со назнака неуредна, токму поради неспоменувањето на името на државата, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денеска најави дека тоа може да се исправи, иако ваквите најави на власта Мицкоски ги нарече политичка гимнастика. Политичка гимнастика можат да прават бидејќи се исплашени од мобилизација на народот и консолидирање на антивладино расположение кое што постои. И сега тие можат да наоѓаат изговори колку сакаат и до безсвест на тој начин да одржуваат работата. Нас не е битна суштината, не формалноста. И ако е тоа пречка, ќе ја коригираме таа пречка и ќе ја доставиме онака како што тие ценат дека треба да се достави, само да имаме успешна процедура, демократски, да дозволиме граѓаните се произнесат за политиките на владата поврзани со договорот со Република Бугарија. Од опозицијската партија се надеваат дека доколку иницијативата биде вратена поради неспоменување на името на државата, таа да биде вратена на исправка, а не да биде целосно одбиена. Поточно, оттаму се надеваат дека нема да има потреба од повторно собирање на потписи за поднесување на иницијатива за референдум. Според нив, таков пример на враќање на иницијатива за референдум на доработка поради технички или административни пропусти веќе имало во минатото. Сепак за тоа каков ќе биде исходот од толкувањето на член 67 став 1 од Законот за референдум меѓу власта и опозицијата ќе треба да се почека уште неколку дена, бидејќи од собранието се уште нема информација дали иницијативата стигнала до Џафери и дали е доставена до двете собраниски комисии кои треба да решаваат за незината уредност. Во меѓувреме, опозицијскиот лидер побара од власта да не бара формални изговори за избегнување на референдумот, истовремено со порака дека резултатот од референдумот нема да ја смени позицијата на неговата партија околу уставните измени. Без разлика на резултатот на референдумот, ВМРО ДПМН како политичка партија нема да поддржи промена на уставот под овие околности. Тоа го повторувам, без разлика каков ќе биде резултатот на референдумот. Тој ја повика власта да се одржи референдумот и за да се види колкава ќе биде излезноста. Топ тема добро вечер. Референдум за договорот за Бугарија, да или не, главна тема, едно од главните прашања за мојот вечерашен гостин, како што најавив, вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Господине вице-премиер, ќе се соочи ли власта со опозицијата на референдум или не? Ете,
прашањето за референдум е навистина сериозно и жалам што ВМРО ДПМН на таков начин го отвори. Не е тоа соочување на власта со опозицијата, туку едноставно зошто би биле ставени граѓаните во таква ситуација. Да се подсетиме, прашањето кое што го предлага ВМРО ДПМН за референдумот е врзано за договорот од 2017 година, договорот со Бугарија, за кој што исто како и за францускиот предлог во јули оваа година, ВМРО ДПМН немаше ни храброст, а имаше можност да гласа против. Тие ниту тогаш 2017, ниту сега за францускиот предлог не гласаа против, туку ја напуштија салата на чинот на гласањето. Но референдумот е поголем чин на изјаснување на граѓаните од самото гласање во собранието, без оглед дали вие им забележувате дека немале храброст да присуствуваат и да го кажат своето не. Дополнителен аргумент, зошто мислам дека ова повеќе политичка игра или желба како да излезат од оваа ситуација во која што самите се најдоа, е фактот што со години во програмата на ВМРО ДПМН, и тоа влијаеше и СДСМ да ја смени програмата во овој дел, беше ставено со години дека било кое решение со Грција треба да се најде на референдум пред граѓаните. И кога дојде моментот за референдум пред граѓаните 2018 година, ВМРО ДПМН реши да го бойкотира. Така што имавме ситуација 2004 година со територијалната организација, кога после која што ВМРО ДПМН дојде на власт и не направи ништо во врска со тој закон за територијална организација. Очигледно алудирате, ветуваат, не исполнуваат, односно како што вообичаено велите, немаат став, или како што сега ја повторувате онаа флоскула изминативе денови, почнувајќи од вас па се до партиските портпароли, дека ова е измама на Мицковски која нема да успее. Но, ајде прво, зошто сметате дека е измама? Па еве наведов неколку аргументи. Доколку навистина ВМРО ДПМН беше против францускиот предлог и против договорот со Бугарија, ќе гласаа против и за ратификацијата и сега. Зошто 5 години подоцна се отвара прашањето за референдум за договорот со Бугарија? Зошто не го отворија кога имаше референдуми за Преспанскиот договор? Или зошто пак сега не се отвори прашањето за референдум за Преспанскиот договор кога го отвараат за Бугарија? Исто така, денеска видовме изјавата на Мицковски дека каков и да биде исходот на референдумот, ВМРО ДПМН ќе гласа против. Зошто е тогаш референдумот? Со каква цел? Ако ми е ставот дека се против, зошто тогаш треба да се организира референдум? Или пак, по моје мислење, ако се прави референдум, темата, односно прашањето треба да биде вистинското. Не дали сте за поништување на договорот, туку дали сте за членство во Европската унија. Бидејќи ние не ги поставуваме условите под кои ќе влеземе во Европската унија, тие се поставени на тој начин како што се, преговарачката рамка е усвоена и ние тешко... Не е ни тоа вистинското прашање, затоа што има многумина кои што се за членство во Европската унија, меѓутоа се против условите кои што ги извлече Бугарија од договорот за добрососедство, на некој начин ги извитопери, ги изманипулира, ги злоупотреби и ги стави дури не во и делумно и во преговарачката рамка, за тоа нема да се согласим, но влегува и во заклучоците. Прашањето е што е нашата цел и интерес. Ние имавме многу слична дебата и со проблемот со Грција, кој што траеше со години, кај што велевме дека сакаме да бидеме членка на НАТО, меѓутоа не под тие услови. Дури отидовме, ако се сеќавате, и на суд, пред Меѓународниот суд на правдата, и добивме случај, и сето тоа не ни помогна на крај за да се зачлениме во НАТО. Ни помогна разговорот, договорот и компромисот кој што го постигнавме со Грција. Верувате, никому од владата или било кому не му било драго, ниту го правел со, да речам, задоволство компромисот кој што го направивме со Бугарија. Сите ние ја чувствуваме истата, да речам, тежина, болка во однос на тоа што ни се случи во изминативе неколку години поврзано со евроинтегративниот процес и врзано со Бугарија. Но ние имавме јасен интерес и ние мора се водиме од, да речам, државни интереси, државнички пориви и желба да се однесе државата напред. Два не се интересите, ова е многу битно. Првото е да си го зачуваме нашиот идентитет и јазик
И второто е да станеме членка на Европската унија. Ние мислиме ке се Ама еве сега изводливи вие велите сите имаме горчина, ВМРО својата горчина ја објаснува со фактот што смета дека договорот со Бугарија е коренот на сите проблеми кои што води кон негација на македонскиот јазик, историја и идентитет и дека нема друг начин освен тоа да се каже не на тој договор. Никој не може да ни го оспори идентитетот и да ни го земе без наша волја и желба. А кај нас нема никаква волја за бришење на нашиот идентитет. Напротив, ние инсистиравме македонскиот јазик да се најде во преговарачката рамка и се најде. Ние инсистираме Фронтекс договорот да биде потпишан со македонски јазик без додавки и така ќе биде. Кога? Од текот на овој месец очекувам тоа. Бидејќи требаше да биде непосредно кога се одржа првата политичка меѓувладина конференција. Меѓутоа има нови регулативи и правила кои се донесени од последното усогласување на текстот на договорот и беа потребни неколку недели со се летните одмори плюс за да се доусогласи текстот. Мислам дека сме сега во една завршна фаза на техничка завршница и верувам дека овој месец тоа ќе биде завршено. Бугарија ќе приложи повторно своја нота во однос на јазикот? Не. Така како што стои во протоколот, Бугарија треба да ги и веќе ги трга резервите во однос на договорот на Фронтекс. Еднаш се достави таа унилатерална нота и нема потреба повеќе пати. Потреба нема, но тие рекоа дека ќе ја доставуваат секогаш, во секоја прилика, во било кој документ на Европската унија ќе се спомне терминот македонски јазик. Јас тоа прв пат го слушам, дека во секоја прилика ќе го прават. Во некоја друга прилика ќе го најдеме и тој став на бугарските власти. Да ги рачистиме дилемите околу референдумот со последните изјави кои што вчера на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски од денеска ќе ја коментираме на крај. Изјавите од вчера на пратеникот Левков и исто така на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски дадени во Кавадарци. Па ја слушнав таа, прочитав. Сега не знам како да го наречам, брифинг или шпекулација или не знам како тоа да го квалификувам. Ако е вистина, уште еднашка власта покажува страв, уплашени се, бегаат од народот, бегаат од предвремени избори, бегаат од референдум. И наистина не знам дали воопшто го заслужуваат епитетот да бидат влада, бидејќи единствено нешто од што не бегаат, тоа е криминалот, кражбата и тендерите во 4 очи. Ако тоа навистина така се потврди, тогаш жртвуваат дополнително влошување на односите помеѓу владата и опозицијата и предупредувам дека единствено одговорен за тоа ќе биде владата во овие тешки времиња, бидејќи не покажува демократски капацитет. Стравот е едно, соочувањето со народот е друго, ние треба порано или подоцна да се соочиме со народот како политичари. Ова беше одлична можност заедно со референдумот да се организираат и предвремени парламентарни избори. Но сепак ја го оставам да ова биде шпекулација, да не е истина и да парламентот, односно спикерот, најпрвин дозволи да се соберат тие 150.000 потписи, а потоа да се оди на референдум, па народот нека одлучи. Антимакедонската СДС подготвува план и тоа исплашени од народот да ја отфрлат иницијативата за референдум. Свесни се дека над 60% од македонците го поддржуваат референдумот и би излегле на истиот. Тие подготвуваат сценариот тој воопшто и да не се случи. Во таквото сценарио главна улога треба да одигра Талат Џафери, кој само ќе го спроведе даденото од Ковачевски. Власта знае дека огромно мнозинство од народот кој ќе излезе на референдум, ќе гласа за поништување на договорот со Бугарија и затоа бега. Народот ќе излезе на референдум затоа што знае дека договорот со Бугарија е коренот на сите негации на македонскиот јазик, историја, идентитет. Референдум мора да има, затоа што тој е највисока форма на демократија. Апелираме до антимакедонската СДС и Ковачевски да не се дрзне да го помножи народот со нула. Дополнително, ако власта верува дека договорот со Бугарија е добар и тој наоѓа на поддршка кај народот, тогаш зошто се плаши да го стави истиот на референдум? Или пак признаваат дека лажат и манипулираат целиот овој период и подпишале договор кој не е согласно волјата на народот.
ВМРО-ДПМН даде уште една понуда до власта. Ако е уверена во своите политики и поддршката кај народот, тогаш ајде заедно со референдумот да излеземе и на предвремени парламентарни и председателски избори. На еден трошок да се организираат тројни избори. За државата да добие власт која што ќе работи во нејзин интерес. Вице-премиере, ова беа изјавите. Антимакедонската СДС ве нарекуваат, подготвува план за да ја отфрли иницијативата за референдум. Тоа е првата поента. Клучната улога треба да ја има Талат Џафери при сето тоа. Власта се плаши од изјаснувањето на народот и затоа бега од референдум. Втората поента, и ако не се плашиме пораката, и ако не го лажат и манипулираат народот, зошто се плашат од поддршка на најавениот референдум? Ајде една по една. Прво, се подготвува ли план за отфрлање на иницијативата? Има некои технички проблеми денеска, меѓутоа тие може да се надминат со повторно поднесување на нови 100 потписи. Видете, јас не можам да зборувам во име на председателот на собранието, меѓутоа ќе ви кажам што мислам како но вие имате постојани координации со пратениците и веројатно го знаете ставот и на партијата. Како ќе постапат? Ќе видиме во наредните денови како ќе се постави пратеничката група кон кон оваа иницијатива, но мислам дека сето ова се го прави ВМРО-ДПМН за да ја покрие и својата безидејност и заради да го покрие својот став. Ама небитно е тоа, небитно е чувството. Битно е дека имаме иницијатива за референдум. Зошто? Еве и јас ќе ви го поставам прашањето. Зошто се плашите да кажете? Не се плашиме. Да, ние ќе поддржиме. Ќе излеземе на референдум, ќе ги повикаме нашите да гласаат против. Не, ние ќе бойкотираме, како што тоа го направи ВМРО-ДПМН за Преспа. Или не знам, не, ние ќе организираме, кај нас е тоа во политички тренд, не, ние ќе организираме контрареферендум. Јас мислам дека само еден референдум има смисла, дали се за членство во ЕУ или не. Сите други прашања се за обиколување на единственото вистинско прашање. Имено во договорот со Бугарија не се уставните измени. Че ВМРО-ДПМН ја на некој начин можеби свесно ја двои агендата на уставни измени со договорот со Бугарија. Уставните измени се врзани во преговарачката рамка со наша согласност, за да ги комплетираме овие, да речам, за да бугарската заедница влезе во уставот заедно со хрватската и црногорската и за да ги црпат сите права кои што им следуваат на другите. И тоа е според нас целта на таа иницијатива. А нормално по завршувањето на таа обврска што сами сме ја превземале, треба да продолжат преговорите. Значи да сега се започнати, ќе дојдат до определена фаза со крајот на скринингот и за да продолжат понатаму ова треба да се задржи. Еве го ставаш. Народот ќе излезе на референдум, еве да го повторам тоа што го слушнавме, затоа што знае дека договорот со Бугарија е коренот на сите негации на македонскиот јазик, историја и идентитет. Референдум мора да има, тоа е највисока форма на демократија. Апелираме до антимакедонската, цитирам, СДС и Ковачевски, затворен цитат, да не во однос на името е цитатот, инаку се е цитат, да не се дрзне да го помножи народот со нула. Видете, овој народ многу пати се изјаснил дека е за членство во Европска унија. Од 91 наваму тоа е континуитет. Како и сите политички партии, номинално. Меѓутоа, едно е да сте како ВМРО-ДПМН за Европска унија само на хартија и за НАТО, а друго е кога ќе дојдат овие тешки одлуки, исто како за Преспанскиот договор, да учествувате во носењето на тешките одлуки. Тоа е во ред. Мислам дека ВМРО-ДПМН се крие зад идејата за референдум, само за да не превземе одговорност и за дали за или против сеедно. И тоа е проблемот, тоа беше проблемот и со Преспанскиот договор. Во ред, но кој е вашиот, кој ќе биде вашиот одговор? Нашиот став е дека оваа идеја за овој референдум со ова прашање се непотребни.
дека вака како што е поставено нема никаква допирна точка со уставните измени, зошто не го поставиле прашање за францускиот предлог, например, дали сте за или Ма тоа е избор на подносителот на иницијативата. Иницијативата за сега не е спорна и еве ВМРО ДПМН проектира 3 сценарија. Првото сценарио е дека Талат Џафери уште еднаш ќе се покаже вешт со своите различни толкувања и интерпретации и ќе ја отфрли иницијативата. Дали е тоа сценарио во игра? Да или не? Видете, сите сценарија се во игра, тоа не е спорно. Се додека не се решиме за кое е најдобро за државата. Јас мислам дека најдобро за државата е да се фокусираме, како и минатата недела во парламентот го кажав тоа, да се фокусираме на заеднички утврдени агенда за реформи, заеднички со опозицијата, заеднички работа на скринингот и на преговорите. Јас јавно кажав дека подавам рака кон Националниот совет за европски интеграции, да си ја дефинира заедно со нас улогата во преговорите и улогата во оваа фаза на преговорите во скринингот и да му дадеме на тоа тело едно ново значење, една нова сила и таму да ги дискутираме сите отворени прашања, почувајќи ги и овие поврзани со Бугарија. Тоа е ваша проекција. Вие имате денеска иницијатива во собранието, таму има конкретни рокови, кога треба да се одговори, како треба да се одговори. Што доколку иницијативата стигне во собранието? Како ќе се изјаснат вашите пратеници? Ако иницијативата е уредна, никој не може да оди против волјата. Видете, никој не оди против волјата. Волјата на граѓаните е да станеме членка на ЕУ како македонци кои говорат македонски јазик. И ние таа агенда ја исполнуваме. Ние не сакаме да исполнуваме несигурната и нестабилна агенда на Мицковски, која што се простира низ изминатите 5 години. Тие инсистираа на референдум за преспанскиот договор. Ама не можете да ги стопирате. Не учествуваат. Значи, или можете да ги вие го свикавте референдумот. Значи, остануваат две опции. Или Талат Џафери да најде некакви начини тоа да не дојде на дневен ред, што не би било добро за политичката атмосфера во државата, или да бидете соочени со 150.000 потписи, кога веќе референдум мора да има. Што еве, хипотетички има референдум, се собираат 150.000 потписи. Ќе повикате на бојкот или ќе учествувате? Рано е да се каже за тоа. 100 пати да ме прашате истиот одговор ќе ви го кажам. Значи, јас мислам дека на оваа тема не треба да има референдум и дека ако сакаме референдум треба да биде на вистинското прашање. Дали сакате Северна Македонија да биде членка на Европската унија? Тоа е суштината на оваа дилема. Ова ми најавувате некаква идеја за контрареферендум на СДСМ? Не, јас ви кажувам што е моето мислење. А како ќе се тоа рефлектира и што ќе одлучи и владата и собранието, ќе видиме во наредниот период. Јас мислам дека референдум на ова прашање е и губење време и непотребно да речам поставување на нови пречки на нашиот пат кон ЕУ, кој што и онака беше исполнет со доволно пречки прилично неоправдани во одредени фази. Затоа мислам дека ВМРО ДПМН игра политичка игра со сосема друга цел, без никаква релација со уставните измени и со договорот со Бугарија и доколку на вистина нема да има никаква влијание референдумот врз нивниот став за гласање на уставните измени, зошто е потребен референдум? Против се сега, против би биле и после исходот на референдум. Ќе направат подобар договор со Бугарија. Ма видете, тие имаа 11 години прилика да направат договор со Бугарија. Овој проблем е прв пат отворен 2012 година. 2017 година, кога СДСМ превзема власта и кога влеговме во институциите за да ги раководиме, имаше во Министерството за надворешни работи цело досие за преговори со Бугарија до 2017 година. Тие неколку пати министерот тогаш Никола Поповски, еве може и да го прашате, човекот излегува и во јавност, значи неколку пати биле многу блиску до постигнување на договор со Бугарија. Ние од тие материјали започнавме да разговараме затоа што видовме дека ќе има проблем. И договорот со Бугарија беше оно што го подпишавме во 2017 беше еден од предусловите за нашето членство во НАТО, потоа нели Преспанскиот договор. Значи договорот со Бугарија е подпишан пред Преспанскиот. Имало толку многу можности до сега да се отвори оваа тема од страна ВМРО ДПМН за самиот договор, никогаш тоа не го направија. Номинираа и член, да не забораваме, во историската комисија. Господинот Ванчо Георгиев, кој што даде оставка минатата година, беше номиниран од
сугериран од ВМРО ДПМН со цел и тие да имаат доверба во овој процес. И тоа и сега може да се направи. Значи зборот ми е учествувале во одредени фази во овој договор, иако не гласаа ни за ни против во собранието, за сега да се отвори прашањето за референдум. Мислам дека е тоа непотребно во овој момент, а ако сакаме да ги чуеме граѓаните, да ги чуеме на вистинското прашање, дали сме за членство во Европската унија. Пак ќе ве вратам, сепак 150.000 подписи, ако сте сигурни во своите политики, еве како што вели ВМРО ДПМН, и дека единственото референдумско прашање е дали сте за членство во ЕУ. Вие сте правник, сте биле и министар за правда, го знаете цензусот потребен за успешност на еден референдум, тогаш што е проблемот па и да има референдум. Без оглед на сите ваши ставови дека ова е непотребно. Еве опозицијата смета дека тоа е потребно, народот да каже дали овој договор чини или не чини. Видете до кога. На тој начин можеби како држава ќе затвориме едно поглавје. Народот рекол дека договорот чини. Ние сакавме тоа така да го затвориме поглавјето за преспанскиот договор, ВМРО ДПМН бојкотираше. До кога овој народ ќе ги трпи, да речам, фикс идеите на ВМРО ДПМН за нивни ситни политички поени? Ние сметаме дека граѓаните се изјасниле за Европска унија повеќе пати. 660.000 граѓани гласаа на референдумот за преспанскиот договор, па ВМРО ДПМН не гласаше за уставните амандмани, велејќи дека не успел референдумот. И сега треба да правиме референдум кој што пак гледа од јасни причини е многу веројатно да не успее според бројките, за да на крајот повторно кажат дека нема да гласаат за уставните измени. Мислам дека е ова политичка игра на Мицковски, на ВМРО ДПМН со цел да си ја држат актуелна темата и за да си ги спасат своите политички места. Но и референдумот за преспанскиот договор беше со малку специфично прашање, дали сте за членство на Македонија во ЕУ и НАТО и така натаму, но се испостави дека Преспа не беше доволна. Сега имаме нов устав. Преспа беше доволна за членство во НАТО. Ние станавме членка на НАТО благодарејќи на уставните измени Преспанскиот договор. Да ве потсетам на референдумското прашање, бидејќи сега велите кое е референдумско прашање и која формулација е посоодветна. Ако е до формулациите, ја знаеме формулацијата од минатиот референдум. Ние ја знаеме и без Преспанскиот договор немаше ни преговорите за ЕУ да се отворат. И тоа е факт. Ние имавме блокада од Грција и во НАТО и во ЕУ. За да се отклони таа блокада, требаше да се усвои Преспанскиот договор. Вистинската причина за Преспанскиот договор е таа, за покрај нормално остварување на траен мир и соработка со нашиот сосед Грција, беше и отварање на вратите за НАТО и за Европската унија. Значи, ние секогаш сме имале чесен однос према граѓаните и отворено сме ги кажувале работите. И истото е и сега. Вистинското прашање е дали сакаме ние во Европска унија или не. Условите се тие. Ние имаме многу други работи. Еве, до крајот на нашиот процес со преговори со Европска унија, ние ќе треба да имаме референдум, бидејќи дел од надлежностите Далеко кој тој референдум? Да, меѓутоа сакам да кажам, секако ќе има референдум во определена фаза поврзана со Европската унија, за да може да се додаде во уставот дека дел од одлуките ги носиме преку институциите во ЕУ. Последен пат ќе ве прашам, бидејќи очигледно одбивате да одговорите. Не одбивам, јас ќе одговарам. Зошто, доколку како влада сте сигурни во политиките, сте сигурни во сите, како што велите, заштитни механизми кои што ги има во протоколот со Бугарија околу историските прашања, идентитетските прашања и така натаму, едноставно не се изјасните, одиме, одмеруваме сили на референдум и го затвараме тоа прашање. Премногу се калкулира и во партијата и во собранието. Уште 100 пати да ме прашате, ќе ви го одговорам истото. Не мислам дека овој референдум е добра идеја со вакво прашање. Мислам дека има многу други
работи, кои што се важни од дел од процесот на евроинтеграција, на кои што сега како собрание, како партии, како влада и опозиција би требало да се фокусираме. Доколку се инсистира на референдум, мислам дека треба да биде на вистинското прашање. Дали сте за членство на Северна Македонија во Европска унија? Само тоа би било прашањето или со додавка под условите и околностите кои што сега ги имаме? Видете, условите се тие исто и 91-а се сеќавате кое беше прашањето за независност на во тоа време Република Македонија. Дали сте за независна и суверена Република Македонија со можност за стапување во секогаш се значи некако... тоа не е нешто компромисни прашања така. Токму така, затоа мислам дека на ова прашање вака поставено условите под кои ние се зачленуваме во ЕУ се утврдени во преговарачката рамка. Ние преговорите ги почнавме на 19 јули и под тие услови ќе бидеме примени. Знаеме ние дека има тие се тешките одлуки, исто како и што има и многу други тешки одлуки поврзани со ЕУ. Ќе имаме прашања ние и за внатрешниот пазар, ќе имаме прашања и за не знам, либерализација на одредени дејности кои што сега не се либерализирани. Во Хрватска имале огромна тема за бродоградилиштата и нивното затварање. Ке има многу прашања за кои граѓаните ќе треба да се изјаснат. Имаме за субвенциите кои што сега се делат како социјална категорија, а не како државната помош е тема генерално. Значи субвенционирите во земјоделие и државната помош. Но што ми е поентата? Ние ќе имаме серија на прашања поврзани со членството во ЕУ, на кои што граѓаните ќе треба да се изјаснат или ќе бидат дел популарни, дел непопуларни. Затоа и постои на крајот референдумот за членство во Европската унија. И затоа велам дека тоа е вистинското прашање. Ние нема сега за секое поединечно прашање од делот за членство во Европската унија да организираме посебен референдум. Затоа се обединува прашањето дали сте членство. Можеме да демократизираме државата како Швајцарија. Видете, ние иако не сме толку богати да си ги овозможуваме сите. Ние тоа можеме да го правиме, но мислам дека овој пат на вистина треба граѓаните да ги поштедиме од уште во кризен период, од уште една кампања, од уште едно политичко соочување на прашање кое според нас е непотребно и неопходно во овој момент. Ако отвараме вистинското прашање, тоа е дали сме за членство во Европската унија. Со или без референдум, бидејќи очигледно ќе има некакви игри или може би нема да ги има во собранието, клучната дилема останува како тој процес да се заокружи. Да ја слушнеме денешната изјава на Христијан Мицкоски. Политичка гимнастика можат да прават бидејќи се исплашени од мобилизација на народот и консолидирање на антивладино расположение кое што постои. И сега тие можат да наоѓаат изговори колку сакаат и до безсвест на тој начин да ја одржуваат работата. Нас не е битна суштината, не формалноста. И ако е тоа пречка, ќе ја коригираме таа пречка и ќе ја доставиме онака како што тие цената дека треба да се достави, само да имаме успешна процедура, демократски, да дозволиме граѓаните се произнесат за политиките на владата поврзани со договорот со Република Бугарија. Единствен начин да видиме дали ќе има излезност е да се одржи тој референдум, да не се бараат изговори формални, туку да се подржи оваа иницијатива и да излеземе и да видиме граѓаните дали ќе бидат за она што ние го бараме како одговор на прашањето или против. И од тоа нема поедноставен начин, нели? Така што јас ги охрабрувам демократски во насока на европскиот дух, кој што од нивните усти додека крадат не престанува да излегува. И сега тоа да го направат и второ да ги мобилизираат оние малкумина поддржувачи кои што се уште ги имаат, да излезат и да се произнесат по согласно со нивните политики, да бидат против ова наше барање и на тој начин јас сум сигурен дека ќе успее референдумот. Но ќе повторам, без разлика на резултатот на референдумот, ВМРО-ДПМН како политичка партија нема да подржи промена на уставот под овие околности. Тоа го повторувам, без разлика каков ќе биде резултатот на референдумот. Да, тоа беше лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, да парафразира. Без оглед на исходот на референдумот, ние уставните измени нема да ги гласаме. Ако не ги гласаат уставните измени, Македонија ќе застане во процесот на евроинтеграција, односно нема да дојде до онаа втора меѓувладина конференција и почеток на преговорите, отварањето на
кластерите. Како тогаш да подржи? Морам да ве коригирам. Преговорите започнаа на 19 јули оваа година со првата меѓувладина конференција. Ние идната недела на 15 започнуваме таа прва фаза од преговорите, тоа е скринингот. Отварањето на поглавијата, кластерите и така натаму е втора фаза од преговорите. Меѓутоа преговорите се започнати и тоа треба на Нема да дебатираме околу формулациите. Видете, да, преговорите се започнати, Македонија ја одржа првата политичка меѓувладина конференција. За да ја одржи втората, така, односно ова ако не го смени уставот, оваа фаза на скрининг ќе биде само еден совршен преглед на институциите, кој што вице-премиерот Бојан Маричич, ако не се смени уставот, може да го чува во фиока или едноставно владата тогаш да излезе пред граѓаните и да каже да, во ред, ние тука завршивме, ова од скринингот ќе го користиме за она што долго време го зборевме, а никогаш не го направивме, да ја донесеме Европа дом. Дека има доволно време до крајот на скринингот да се обратиме до секој пратеник и до секоја пратеничка група и партија да разговараме за тоа на кој начин да ги поддржат уставните измени, бидејќи сметаме дека содржински нема ништо спорно во уставните измени. Внесување на уште неколку Парафразирал, заедници. сите пратеници велат само преку нас мртви некој би гласал. Пратениците од ВМРО велат дека нема шанса да гласа. Да оставиме простор. Мислам дека имаме време со вклучување и на парламентот во скринингот, со јасните придобивки од самиот скрининг, од луките што треба да ги носиме во тој дел, од придобивките од членството, идното членство во ЕУ, мислам дека имаме простор да направиме една платформа за државата да оди напред и за нашата европска еднина. Во спротивно, никој веќе нема да може да ни биде виновен за блокадите како што до вчера ни биле Бугарија, завчера Грција. Овој пат ќе биде наша одговорност за сопирање на тамошниот тек на преговорите. И јас сум сигурен дека никој нема да претрпи штета од внесувањето на уште 3 или 4 или колку и да бидат заедници во уставот. При тоа зборуваме за 3500 декларирани бугари во на нашиот последен попис, 2145 хрвати, околу 1000 црногорци, 1023. Ако мислиме... За тоа треба 81 пратеник. Вие ги немате. Дајте да влеземе во суштината на уставните измени. Не сакаат да разговараат. Од друга страна ги имате партиите на дел од партиите на албанците кои се за ЕУ и така натаму, но отварањето на уставот го врзуваат со низа други прашања. Тука се, нели, оние кои што се влезени од Охридскиот договор, околу процентот, околу ословувањето на јазикот внатре во уставот и така натаму. Тоа е една пандорина кутија која што... Ако отвориме премногу прашања, да, ќе биде пандорина кутија. Ако се држиме на она што ни е превземена обврска, како во случајот со Преспанскиот договор, може многу брзо и едноставно и за не многу долго време да се заврши. Ама веќе ја отворија, ВМРО вели нема да гласаме. Две од трите албански партии, тоа двете од опозиција велат да, нема проблем, но сето тоа мора да оди во пакет со овие две прашања околу јазик. Јас ве уверувам дека сите во моментот кој ќе дојде за изјаснување ќе бидат на ниво на задачата и доволно одговорни да дадат поддршка на нешто што е битно за продолжување на преговорите. Кој би бил рецептот? Ќе изгледа многу саркастично, па може би и невкусно, меѓутоа минатиот пат тоа успеавте да го направите со така нареченото помирување кое што на крајот се сведе на помилување. Да не речам, немам докази за она што се тврди во јавноста и купување на пратеници, но помилувањето беше факт. Сега немаме таков список со пратеници кои што помирувањето или помилувањето би ги соблазнило за да го сменат својот став против. Јас ги познавам лично сите пратеници што гласаа за Преспанскиот договор и можам да ви кажам дека никој од нив не бил ниту купен, ниту уценет. Секако дека имаше еден процес на помирување во кој што помирување, добро кажав, во кој што се донесе и законот поврзан со настаните од 27 април. Меѓутоа, сите оние кои што гласаа
веруваа дека е тоа исправно. Инаку немаше да гласаат. Имаше и други таму што беа на листа за помилување, кои што не гласаа. Значи, тезата дека сите кои што гласале биле на некој начин оценети не држи, затоа што меѓу тие луѓе има пратеници кои немаа никакви судски процеси, а гласаа за, и има пратеници кои што имаа судски процеси, а не гласаа за. Инаку, можеби составот ќе беше друг или поголем или помал. Има и сега пратеници кои што имаат одредени проблеми со законот, тоа не значи дека тие или само тие би биле дел од овој процес. Не е тоа прашањето. Прашањето е дали имаме сила да го оствариме консензусот за на членство во Европската Унија, бидејќи никогаш ние не сме влегле во оваа фаза. Ова е за нас нова фаза. 17 години сме чекале во чекалната. Сега ги имаме отворено преговорите и треба во одредена точка да кажеме ние самите, благодарам не, нема да продолжиме понатаму затоа што не сакаме хрватите, црногорците и бугарите влезат во уставот. Ќе дојдеме до таа точка. Јас мислам дали за 6 месеци, дали за година, максимум за година и пол, колку што се проекциите да заврши скриникот, ќе се дојде до таа точка. Мислам дека ќе може во наредниот период. Заедно со Европската Унија, заедно со сите оние кои што и сакаат добро на Северна Македонија, да се креира една платформа на која што ќе се приклучат сите кои што сакаат оваа држава да чекори по тој пат. И мислам дека во овој контекст, во војна во Украина, кога ние сме веќе членка на НАТО и ги започнавме преговорите на ЕУ, навистина ќе се најдат пратеници и пратенички групи, а јас верувам дека и ВМРО ДПМН може да се предомисли, бидејќи многу пати до сега се предомислиле за многу работи. На што го темели тоа, бидејќи ја слушнавме изјавата на Мицковски. Постојано повторува, надградени се денеска од вчера натаму, односно од изминатите неколку денови, повикот е ајде, ако верувате во себе, не само да одиме на референдум, туку да одиме и на предвремени парламентарни избори. Еве од вчера и денеска, па не само парламентарни, туку и председателски. И локални може ќе побарат. Гледате каква е ситуацијата во град Скопје и во други општини. Да, се раздружија денеска. Значи, јас тоа сакам да ви кажам. Хаосот во своите редови не може ВМРО ДПМН да го покрие со упорно само барање на некаков тип на изјаснување дали е референдум или нови парламентарни избори или апсурдно предвремени председателски избори или кој знае уште што ќе побара. Не велам дека е тоа добро за државата, но тоа е впрочем работа на опозицијата да наоѓа начини од сите страни да ја гаѓа власта. Оно што збунува е вашата воздржаност да кажете да, ние ќе излеземе, ќе се одмериме јасно и гласно со вас на ова прашање или едноставно терајте, ќе бојкотираме. Ако се сеќавате, еве сега, кога веќе зборуваме за неконстантноста во изјавите на ВМРО ДПМН, дали се сеќавате на видеото на кое што Мицковски му вели на Борисов дека ќе го поддржи договорот со Бугарија? Сите се сеќаваме, го видовме. Дали се сеќавате... Не знаел дека бил сниман. Па не е важно, тоа го кажал тоа. Тоа значи дека различно кажува на средбите и во јавноста. Дали можеби се сеќавате дека по средбата со Петков во јануари оваа година имаше брифинг дека Мицковски рекол дека нема проблем со содржината на, и тоа го каже јавно, дека нема проблем со содржината на уставните измени. И дека доколку се гарантира јазикот и идентитетот, тој ќе ги поддржи. Се сеќаваме и на тоа. Да, но сепак сметаат дека она што го работи Историската комисија, протоколот и натаму носи големи ризици. Видете, ризици имало, има и ќе има. Ние затоа сме тука да ги менаџираме ризиците, да не дојдеме во ситуација. Ние затоа во декларацијата во собрание кога се усвојуваше францускиот предлог, ставивме дека во било кој момент, ако биде на маса ставено дискусија за нашиот идентитет, јазик или посебност, дека ние сме обврзани да ги напуштиме таквите преговори. И ќе го направиме тоа и со и без таа декларација. Меѓутоа, треба да покажеме одговорност. До тој степен закрвавени, до тој степен не си верувате едни со други, бидејќи политичката битка е претворена во гладиаторска битка, што едноставно не можете да се договорите ни околу
есенцијално почитување или непочитување на некои основни процедури околу референдумот, па сега сомнежи за игри или контрареферендуми како што излегуваат во последен период, а не да говориме за тоа што сега Ама говорим. не е добро да генерализираме. Дајте со вистинско име да ги наречеме работите. ВМРО ДПМН го сведува на гола борба за власт. Ние се обидовме и со Преспанскиот договор, јас лично сум присуствувал на сите средби тогаш. Се обидовме со Преспанскиот договор да постигнеме консензус со нив, тогаш и Иванов беше председател. Тие тоа го одбиваа. Дојдовме во позиција кога им понудивме и простор во историската комисија, се откажи и од тоа. Таа покана е отворена. Сега имаш исто лидерска средба летово пред прифаќање на францускиот предлог. И таа можност ја отфрлија. Заклучоците кога ги усвојувавме во собранието, јас лично разговарав со представниците на ВМРО ДПМН, со заклучоците на МАСА и со желба да ги направиме така да бидат прифатливи и за нив. Нивниот став беше дека треба да се преговара одново. Па ние, ако сега ги отвориме циклусот на преговори одново, здрави да сме живи и здрави да се видиме за 10 години. Тие не сакаат да влезат содржински во расправа за заклучоците. Ние ги засиливме заклучоците во дискусија со пратениците од помалите партии, од владината коалиција и од други пратеници, со цел на владата практично да и се помогне со поддршка од парламентот да има силна позиција и да не попушта доколку се отворат прашањата за идентитетот и јазикот. Има и уште многу можности како да се направи ова. Еве, има простор да разговараме, но важно е да разговараме. Затоа јас и апелирав и до Националниот совет за евроинтеграција и до представниците на ВМРО ДПМН, а има пратеници во собранието кои што го разбираат добро овој процес и знаат што можеме да направиме, да седнеме заедно и да видиме под кои услови треба заеднички да ги завршиме врските и да ги продолжиме преговорите, секако со важна улога на опозицијата. Тоа не е невозможно и ние на тоа сме секогаш биле отворени. Која е формулата кога тие велат или референдум или ништо? Се што не е референдум е предавство на државата. Ама која е поентата кога самиот Мицкоски вели каков и да биде исходот на референдумот, ние ќе гласаме против? Која е поентата? Дајте тогаш да ги завршиме уставните амандмани, па потоа да се договориме во која динамика би бил референдум. Ама вие ни говорите оптимистички, а не ми кажувате како ќе стигнете до тоа решение. И еве и ние, наместо вечерва да разговараме, например, во првата емисија од новата сезона за енергетската состојба, ќе има храна, нема да има храна, говориме за она што еве е политички најкорентно во моментот. Ама нели е абсурдно да тврдите дека каков и да исходот на референдумот ќе гласаме против? Која е целта на референдумот? А тоа треба едни со други да се договори. Ама еве, јас ви велам, и јас лично правам напори, и сите правиме напори да стапиме во некој вид на комуникација која што може да донесе нешто добро за граѓаните. Не е поентата ние повторно и повторно да ги што носиме... Што значи тоа? Лидерска средба, друг вид на комуникација? Мислам дека има начини, доколку сме имали и до сега, сме преговарале, ние лани преговаравме со месеци за изборниот законник и за отпечатоците од прсти и за многу други. Значи, кога имало волја, сме наоѓале начини како да ги договараме работите. И мислам дека пред се е прво и право место собранието. Значи, таму се сите координатори на пратеничките групи, таму е председателот на собранието, таму се сите пратеници, најдобро е таму да започне диалогот, затоа што на крајот треба таму и да заврши гласањето за уставните измени. Одиме со кратка пауза за реклами и влегуваме во завршница од вечерашното интервју. Топ тема се враќаме назад. Бојан Маричич, вице-премиер за евроинтеграција, мој вечерашен гостин. Од премногу политика, премалку време остана за она што се и конкретни прашања кои што допрва би требало да следуваат од 15 натаму со првиот скрининг, но еве, накратко блиц неколку. Дали одбран најсоодветниот модел за преговарачка структура со оглед на тоа што во него гледаме доминација на политичкото водство? Се напушти концептот на технички преговарач и еве сега Бојан Маричич е во моментот се. Па добро, подпредседателот на владата за европски прашања е главен преговарач. Тоа не е се, тоа е носител на
активностите. Добро, го нема оној поврзани со концепт на преговорите. технички преговарач. Например, кога бевме на таа прва политичка меѓувладина конференција, Албанија дојде со првиот во незиниот состав и со техничкиот преговарач, што доминацијата на политичкото водство генерално носи ризик од дисконтинуитет во случај на смена на власт. Затоа, Боби, мислам дека имаме можност, таа група за преговори, каде што по секој кластер ќе има по еден преговарач, ќе има главен економист, главен правен советник и главен антикорупционер, да бидат луѓе кои што нема да бидат од политиката, и јас работам на тоа во консултации, правам консултации овој период како представник на владата и како главен преговарач со сите делови на општеството, за да дојдеме до најдобрите луѓе и најдобрите имиња, вклучувајќи опозицијата. Еве, подготвен сум. Не е доцна. Ве молам, Режија, да ја видиме еве преговарачката структура. Ја промовиравте, мислам дека беше на 5 септември. Тоа е една таа кратка табела, ќе ја пушти Режијата. Еве, нека оди на цел екран за да може да ја видат и гледачите. Значи, еве, таа е таа преговарачка структура. Долниот квадрат долу вели група за преговори. Тоа е, да речам, главниот експертски тим кој што ќе ги покрива на крупно областите на кластерите. Кои се тие луѓе? Не е ли доцна? Не е доцна, не е доцна. Не ли требаше не вчера, туку веќе пред неколку месеци ние да ги знаеме тие луѓе, бидејќи сега знаеме. Тука е владата, тука е Бојан Маричич. Бојан Маричич е главен политички преговарач, Бојан Маричич е главен технички преговарач. Бојан Маричич ќе биде и секторски координатор, и кластерски координатор, и се. Но што кога ќе се отиде Бојан Маричич? Ако се отиде. Дозволете. А во политиката мора да се калкулира и со тоа. Значи, знаете како велат, има една кинеска изрека, најдобро време да посадите дрво е пред 10 години, второ најдобро време е денес. Ние не можевме да ја направиме структурата пред 10 години затоа што ги немавме почето преговорите. Се одлучивме на овој концепт затоа што со новата методологија го сменивте. Ние имавме концепт во кој што имаше политички преговарач, а вие бевте технички преговарач. Значи, вие сега го сменивте. Го сменивме. Да бидеме прецизни. Дозволете да објаснам зошто. Во меѓувреме имаме нова методологија за преговори која што дава акцент многу повеќе на политичката координација со државите членки и со Европската комисија и процес кој што е целта да биде малку пополитички. Имаме затоа заменик, главен преговарач кој што е државен секретар во СЕП. Имаме група на која што нема да брои повеќе од 15 на преговарачи по поглавја, односно по кластери и по трите теми што се економски критериуми и јавна администрација. На крај сме на 15 одите во Брисел. Да. Кога ќе ја имате и ќе ја кажете на јавноста целата структура на преговарачите? До крајот на објаснувачкиот скрининг, тоа се првите 2 месеци, ќе ја имаме целата структура. Објаснувачкиот скрининг во најголем дел веќе го поминавме, сега е само апдейт на она што сме го на новата регулатива од последните 3 години. Некаде од крајот на октомври, почеток на ноември ќе почне билатералниот скрининг, до тогаш ќе ги имаме комплетирано сите. Вице-премиере, останува да видиме во следните денови што ќе се случува со референдумот, како ќе играте или тактизирате во собранието како партија и како претеничка група. Амбицијата поставена во Брисел на почетокот со првата политичка меѓувладина конференција и повторена деновиве 2030 година членство, но дали со оглед на клучниот услов промена на уставот за кој сега немате мнозинство, тој пат ќе заврши 2024. Видете, секој ден или месец или година изгубени сега ќе начинат многу на крајот на процесот. Затоа е подобро ни ден, ни момент да не губиме сега, ниту со реформите, ниту со потребните обврски до 24-та, затоа што се што ќе направиме сега ќе го капитализираме. Ние денеска сме затоа во добра почетна позиција, затоа што не сме губеле време и во многу области сме подобри или еднакво добри како Србија и Црна Гора кои преговараат скоро 10 години. Ќе ги разговараме веројатно во некоја друга дебата. 2024 е клучна затоа што сте тогаш и пред избори, ако се оди на редовни избори, и конечно тоа е периодот до кога максимум може да се одолговлекува оваа измена на уставот. Затоа прашав дали 2024 европскиот пат ќе продолжи или ќе запре, бидејќи таков е услов. Јас мислам дека има сили во оваа држава и во ВМРО-ДПМН да се изборат да бидат една нормална, сериозна европска десничарска партија
отколку да бидат левица, односно да се приклонат кон концептот на левица, бидејќи се сега многу блиску едни со други. Левица е сепак радикална анти-ЕУ и анти-НАТО партија и мислам дека е тоа нивната кауза е реално против нашите стратешки интереси. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ тема. Се надевам дека денови ќе имаме некаков развој и околу одлуките кои што ќе се носат во собранието и конечно и соочување на представници на двете партии токму околу референдумското прашање и референдумот генерално. Благодарам за вниманието и останете на Телма. Благодарам.